Најавениот раст на европската економија од 1% влева надеж за дополнително заживување и на нашата економија, за која годинава се предвидува раст од 3,7%, смета гувернерот на Народната банка Димитар Богов. Во предавањето што го одржа пред студентите на Штуловиот универзитет, рече дека домашната економија е најмногу зависна од случувањата во Европската унија и нашите соседи, зашто таму оди 90% од нашиот извоз. Според Богов, минатата година растот бил придвижен од директните странски инвестиции, кои се очекува да продолжат и годинава. Ризиците потекнуваат од кризата во Украина и можното заострување на односите меѓу Русија и западните економии. За оваа година очекуваме да продолжи оној позитивен тренд на економски раст од минатата година. За сега податокот за минатата година е 3,1%. Оваа година очекуваме тоа да се зголеми на 3,7%. Иако во наредниот месец ја почнуваме новата рунда на проекции, со ќе видиме каде отстапуваат нашите проценки и претпоставки и можеби ќе дојде до ревизија на оваа бројка. Кај инфлацијата очекувањата за оваа година беа 2,3%. Исто така со априлската редовна ревизија ќе направиме реоценка на овие видувања. Секако ризиците за една мала економија како македонската доаѓаат главно од меѓународното окружување. Во моментот најголемите ризици се поврзани со кризата во Украина и односите меѓу Русија и западните сојузници. Случувањата таму веќе предизвика мал пораст на цените на пшеницата и пченката, доколку дојде до ескалација на односите и меѓусебни трговски ембарга, тогаш веројатно ќе дојде и до пораст на цената на нафтата. Можно е очекувањата за закрепнување на Европската унија од 1%, која што е во моментот, да бидат нарушени, да бидат променети надолу, и тоа секако би имало влијание и врз нашата економија, бидејќи нашиот извоз главно оди во Европската унија. Од Универзитетот на Југоисточна Европа се задоволни зашто студентите со ваквите предавања ги подобруваат своите вештини и во иднина ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот. Народната банка веќе изгледа многу поотворена за комуницирање со сите стейкхолдери и гувернерот е еден од тие чинители кои допринесе за ова отварање. И особено пред студентите кои се идните вработени кои ќе допринесат за развој на овој сектор. Така што задоволство ни беше да директно од гувернерот студентите ги слушнат неговото искуство, неговите видувања, неговото размислување, расудување, и кој ќе им помогне на студентите да освен знаењата, значи да стегнат и вештини кои се пренесуваат од професионалци кои успешно ја вршат својата работа и така да бидат тие поуспешни во пазарот на трудот. По предавањето беше најавено дека соработката меѓу двете институции ќе продолжи.